Здраво на сите, добре дојдовте на уште едно интервју на каналот Татунчо. Овој пат го имам задоволството повтор пат да го угостам Мартин Најдовски, кој што претходниот пат со мене разговараше на тема билкарство, кој што е негова стручност и специјалност. Од него ја имам книгата Даровите на големата мајка природа, за што јас лично сум многу благодарен. И бидејќи тоа се теми кои што тогаш ги опфативме и за кои што тој редовно зборува на своите страни и својот Facebook профил, сега со него ќе ги продлабочиме работите за неговата друга исто така плодна активност, која што, ајде генерално да ја наречеме духовност. Во текот на интервјуто ќе видите за што станува збор. Пред се, Мартин, добре дојде. Ти благодарам, ти благодарам за поканата, ти благодарам за и чест ми е пред се што еве повтор пат сум на твојот канал, да ги разјасниме некои работи кои што да речам воспостави доста љубопитност кај многу луѓе и повторно чест ми е задоволство што сум повторно со тебе. Така, за оние луѓе кои што не го имаат видено првото интервју со тебе на тема билкарство, ќе го оставиме линкот во описот на овој видео, така што тие што прв пат те гледаат на овој канал ќе можат да си го погледнат и тој интервју. Кажи ми, Мартин, ќодиме на ти, бидејќи се знаеме и бидејќи сме пријатели, се согласуваш така? Така. Што е духовност и како духовноста која што ја практикуваш ти се разликува од она што значи организирана религија? Се извинувам. Да. Вака, значи, кога станува збор за духовност, пресе морам да кажам дека духовност е еден широк и голем спектар, од кој што секој втора кој ќе го прашате за што е духовност и дефиниција за духовност, секој ќе ви каже различно. Значи, секој си има свои принципи, свои верувања за тоа што е духовноста, но генерално кажано, односно сеопшто, духовноста е всушност стил на живење, можам да го речам, односно духовноста е на практика која што кога веќе ќе се пробудиме духовно, сваќаме дека се она што сме го поминувале, се она што ни било како искуство допред да станеме духовни, односно пред да почнеме да се развиваме духовно, сваќаме дека тоа всушност е его, односно сваќаме дека сме биле врзани за нештата. Духовноста генерално како практика, ајде да речам, како стил на живење, всушност она кога сваќаме дека ние сме всушност дел, односно ние сме исто што и Бог, или како сакате наречете го, апсолутниот дух на се, односно дека ние сме создадени и дека Бог или Творецот, или како сакате наречете го, е дека е во секој од нас, значи таа енергија која што е творечка енергија која што го врти целиот универзум или универзалната енергија, како сакате наречете, повторно ќе кажам, е всушност во секој од нас. Таа е дел во секој од нас. Фактички, кога ние сме духовно развиени, сваќаме дека ние не сме изостанати од ништо. Значи, ние сме поврзани баш буквално со се, зборам енергетски. Значи, не се гледаме дека ние сме нешто помало од Бог или не се гледаме дека ние сме нешто помало од универзумот. Туку напротив сваќаме дека ние сме дел од тоа и всушност последиците кои што се случуваат без разлика дали се добри или лоши, всушност превземаме контрола кога сваќаме дека всушност таа универзална енергија во мене или во било кого, сваќам дека јас имам пред се подкрепа, дека имам моќ да ги совладам моите проблеми. Додека пак оние луѓе кои што не се духовно развиени, кај нив е друго, кај нив работи егото, кај нив можам да кажам дека они таа висока енергија, повторно ќе кажам како сакате да дадете име, сваќаат дека се нешто оддалечени од таа енергија, дека не се исто, дека всушност се ни обични луѓе кои што се казнувани или се благословувани од таа енергија и кои што всушност оставаат се во рацете на таа творечка сила, каде што потоа се јавуваат незадоволства и обично веќе некои од тие луѓе, дел од тие луѓе, се помало или поголем не зависи, дел од тие луѓе стануваат атеисти, односно не веруваат дека не постои ништо, дека едноставно нели она што не можат да го видат дека не веруваат во истото, бидејќи немаат искуства такви. Кога сме духовни, животот верувате дека го гледаме
поинаку, сваќаме дека сме дел од се, сваќаме дека сме дел од природата, дека сме дел од се што не обкружува и дека ние всушност сме буквално во една тотална хармонија каде што народски кажано сите коцки почнуваат да се приклопуваат, односно работите кои што треба да се случуваат во одреден период, односно дека се случува со причина. Тоа зборувам за духовноста. Оние луѓе кои што не се духовно развиени обично веруваат дека едноставно чисто така требало да биде, односно дека не е случајност, дека нешто е намерно направено и така натаму и така натаму. Значи, пак ќе кажам, генерално духовноста е само еден термин, односно замислете го тоа како една топка која што потоа се разгранува на најразлични гранки, бидејќи духовноста како духовно, секој може да биде духовно развиен, значи можете да бидете христијанин духовно развиен, можете да бидете муслиман духовно развиен, можете да бидете паган духовно развиен, можете да бидете будист и така натаму, значи духовноста не е религија, туку е стил на живот, односно на практика која што ја практикуваме напоредно со некоја религија или само како практика имаме, нели, во форма на некои верувања слично. Јасно. Сега во контекст на природата и во контекст на паганството, паганските божества кои што како да се подзаборавени денеска, веројатно се подеднакво значајни и подеднакво си имаат својата тежина. Каква е нивната поврзаност со аспектите на природата и со оно што значи сезони, односно промена на годишни времења? Да. Тоа е можам да кажам многу голема тема и доста дебати има за таа тема. Паганството како паганство, прецез, значи мораме да напоменеме дека всушност се потекнува од паганството, дека паганството е всушност дел од секој еден од нас, односно се е произлезено од паганството, доста практики кои што до ден денеска се практикуваат во сите религии, зборувам, се баш буквално со темели во паганството, само што нажалост многу луѓе не го прифаќаат тоа, односно многу луѓе го тврдат спротивното, иако мислам доколку споредиме со некои работи кои што се правеле во минатото, сега може би се модернизирани, односно се преклопени со некои други работи, им се сменети имиња, дејства и слично, но ако видиме всушност тоа е тоа. Сега за божествата, значи во паганството има две терминологии, односно имаме тврд политеизам и имаме мек политеизам, така наречени. Тврдиот политеизам е кога всушност боговите и надприродните суштества ги гледаме како баш буквално како суштества кои што се најстари, кои што го водат, кои што го творат целиот универзум, кои што го створиле универзумот, кои што ги створиле луѓето. Додека пак мекиот политеизам е всушност нешто како модерна практика, бидејќи не можеме да замислиме дека луѓето имале мек политеизам, ова зборувам пред раѓањето на Исус, значи ова е нешто модерно што баш буквално се прави и се верува. Значи мекиот политеизам е кога всушност веруваме дека всушност боговите се природните појави, односно громовите се на пример богот Перун. Дождот е, например, исто така благослов од богот Перун. Или пак, например, смртта која што настапува е всушност божицата Морана. Или некоја болест е всушност божицата Морана. Или пак, например, доаѓањето на пролета е всушност самата божица Весна. И така натаму, и така натаму. Значи има многу работи кои што се поделени, односно оние првичните работи кои што, например, конкретно ќе земам Морана, која што е божица на подземјето, божица на плодноста, божица на бербата и така натаму, всушност незините аспекти, односно незиниот свет врз кој што таа владее е всушност преклопена со природните појави, затоа се нарекува мек политеизам. Значи немаат онаа тврдо верување дека, пример, Морана е баш буквално божица и дека баш буквално постои како реален дух, ајде да речам, кој што владее врз тие работи, туку во помека форма, односно ја гледат како енергија која што владее на тие работи и на тој начин всушност имаат интеракции со истите. Доколку ме прашате мене, јас сум искрено во категоријата баш буквално на тврд политеизам, значи јас верувам дека боговите се баш буквално суштества, надприродни суштества кои што
го создале светот, кои што едноставно раководат со сите тие работи и дека секој бог или божица без разлика што и да е, си има свој домен, односно своја енергија која што владее врз тој аспект од животот. Нажалост, пак ќе кажам, се доста заборавени, тема која што доста се избегнува, да речам, да се зборува, иако морам да признам дека повеќето од боговите се христијанизирани, односно се преклопени со некои светци, например богот Перун, кој што уште бил наречен, зборам за нашите стари Словени, кој што бил наречен громовник, значи Перун громовникот, е всушност подоцна преклопен со аспектот на Светилија, кој што исто така ја има таа титула, значи потоа можам да кажам за божицата Морана, која што исто така божица на, како што реков, на магиите, на баењето, на подземниот свет, на темнината, заштитничка на жените, значи таа пак преклопена со аспектот на Света Петка. Значи, има и во други религии. Можам да набројувам нели милиони работи. Поентата ми беше дека повеќето од тие богови се всушност преклопени со христијански идоли, со христијански идеи, со цел на некој начин, затоа тоа што го кажав во пред малку, значи паганството има корење во сите религии, баш буквално во сите религии, бидејќи сите религии потекнуваат од истото. Така, сега во контекст на нели врската помеѓу паганството и природата, за некој ден настапува есенската рамнодневница, а знаеме дека во паганизмот еквиноксите и солистициите се главните празници, па еве бидејќи се ближи есенската рамнодневница, како се прославува тој празник и со која цел се тие прослави? Да, значи 21 септември, за некои 22 септември, зависи всушност во паганството, односно во главните 8 празника кои што се прославуваат, значи е всушност втората берба, односно празникот на втората берба, наречен Мабон. Мабон е всушност празник кој што пред се гледано астролошки е кога всушност денот и ноќта се на исто ниво, значи тоа е празник каде што зборуваме за бербата пред се, значи ова е втор празник на бербата, бидејќи првиот празник на бербата го славиме на 1 август, додека вториот се слави сега на 21 септември и третиот веќе на 31 октомври, кој што е всушност крај на бербата. Сега конкретно за Мабон кога зборуваме ова втора берба, можам да кажам дека пред се ова е празник на балансот, односно на хармонијата помеѓу темната страна и белата страна. Ова е празник измеѓу балансот на природата. Ова е празник баш буквално кога треба да почнуваме да се свртуваме према себе, односно треба да почнуваме да ги решаваме нашите проблеми. Треба да сватиме дека веќе после 21 септември дека веќе настапува темната страна, односно дека веќе ноќта ќе биде подолга, а денот ќе биде пократок. Метафорички гледано, всушност ова е периодот, ајде да речам, кога почнуваме да се завртуваме према себе, кога почнуваме да ги решаваме проблемите и да се соочуваме со истите, бидејќи сваќаме дека оној светол период веќе завршил, дека веќе почнува темна страна. А темната страна е всушност се она што е зацкриено, односно се она што е поставено во подсвеста. Значи ова е период кога треба да се свртиме према природата, кога веќе ги собираме, да речем, последните плодови. Ова е извареден период поготово за моите колеги билкари, каде почнуваме да ги собираме последните плодови, значи одличен период да се бере глогот, шумски плодови, например трнинката, исто така многу добро овој период да се бере тиквите, лејките, значи сите оние плодови кои што веќе почнуваат да стасуваат, се берат овој период и затоа наречен празник на бербата. Со ова всушност се овозможува, односно на кој начин се прославува? Се прославува на начин каде што веќе сме благодарни на мајката природа за сите дарови кои што ни ги дава до сега. Ова е повеќе, да кажам, празник на земјоделците, на фармерите и слично, значи на оние кои што градинарите, исто така на билкарите, оние кои што се занимаваат со плодородието на самата земја, кои што имаат бенефит од истата, но и е празник на сите други, нели, кои што едноставно сакаат да испанат во природа. Затоа извареден ден да испанете надвор, да почнете да прошетате во природа, да сватите дека веќе
она светла страна веќе ја нема, да сватиме дека треба да се припремаме. Баш буквално ова е период на само рефлексија, односно да почнеме да ги решаваме проблемите кои што нас ни прават препреки во нашиот пат за оно што сакаме да го оствариме и едноставно да се завртиме на себе, да се пронајдеме самите себе, бидејќи кога е светлиот пак период не се фокусираме повеќе на самите себе, туку се фокусираме на убавината која што е природата во тој дел, односно се фокусираме на сите надворешни работи, на сите надворешни аспекти, отколку нели да се завртиме према себе. Сега овој период, значи од 21 септември, па се таму некаде до 2 февруар, 1-2 февруар, кога е исто така наредниот празник, празникот на светлината, односно кога веќе почнува светлината да се буди, значи ова е период или така наречен темниот дел од годината, каде што почнуваме да се сочуваме со работите кои што ни прават проблеми и едноставно ги решаваме истите. Така, сега ќе свртиме малку кон оној друг дел од разговорот каде што ќе зборуваме за контактот со мртвите, како што, ако ми е точен изразот. И сега, гледајќи ја твојата активност како медиум, ме потсети на еден дел во Одисеја од Хомер, каде што буквално после Тројанската војна Одисеј оди на една точна локација, конкретна локација, каде што прави крвна жртва и овозможувајќи од таа крв да пијат душите на починатите, меѓу другото и на Ахил, успева преку тоа да им даде форма, материализација и преку тоа да комуницира тој како жив човек со нив веќе отидените во царството на Хад, нели, античкиот бог на подземјето. Значи, каков е тој контакт со оностраниот свет, затоа што кај нас велат никој не се вратил од таму и никој не знае. Сега бидејќи зборуваме за една пофина материја каде што се комуницира на духовно ниво, како изгледа тој свет таму каде што одат, да речеме, душите по смртта? Да, значи првено мало објаснување за тоа дека душите пијат од крвта и слично. Тоа е поставено метафорички, значи пред се мораме да ги разграничиме работите. Кога душите пиењето на крв од страна на душите е всушност нашите мисли и мемориите кои што ги имаме за нив, преку кои што ги спомнуваме, на тој начин всушност ги оживуваме истите, односно тие повторно живеат во нашите мисли, во нашето срце и така натаму и така натаму. Тоа е една метафоричко представување на она што на вистина се случува, значи знаеме дека крвта е таа што дарува живот, знаеме дека крвта е таа што без крвта не би можел никој да постои и слично. Крвта е всушност метафоричка за, пак ќе кажам, за нашите емоции, за нашите мисли преку кои што ги спомнуваме, а кога ги спомнуваме нашите починати, ќе се навратам и на тој термин, за да можете да ме разберете, кога ги спомнуваме нашите починати, всушност ги оживуваме, односно им даваме една материализација, со тоа што се навраќаме назад во минатото, можеме да ги осетиме, можеме баш буквално некои луѓе можат и да го мириснат нивниот мирис, можат да ги баш буквално да ги осетат исто како кога биле живи. Значи тоа е една метафоричка цел, односно метафоричко представување на како се одвиваат работите. Медиумството како медиумство е всушност самиот збор медиум значи пренесување, односно ние медиумите имаме со цел да ги пренесеме пораките од духовите. Не вела мртви, зошто бидејќи не би ги класифицирал во тој термин, зошто бидејќи тие не се мртви, мртви се нивните тела, а нивните души се уште живи, значи тие се веќе живи во нивниот свет. Мртви се нивните тела, значи човекот е составен од душа и од тело. Телото е тоа што изумира, но душата продолжува да живее понатаму. На кој начин се одвиваат комуникациите со духовниот свет и со духовите? Тоа е, можам да кажам, една малку покомплицирана тема, пошто секој медиум работи различно, секој медиум има своји дарби, секој медиум има различни дарби преку кои стапува во контакт со духовниот свет. Имате медиумство каде што баш буквално сеансите се одржуваат преку познатата табла за повикување на духови.
Потоа, значи порано, да речем во 80-тите сеансите се остварувале преку истата. Потоа имате преку висак за добивање да и не одговори. Потоа имате сеанси преку канализирање, баш буквално медиумот паѓа во транс, душата навлегува во телото на човекот и на тој начин всушност пренесува порака. Твојот метод, Мартин, конкретно твојот. Да, значи мојот метод е баш буквално она кое што е, да речам, повеќето од медиумите го работат, да речем доста тежок метод, значи јас работам преку докази. Јас кога комуницирам со другата страна, кога пренесувам пораки, јас секогаш барам пред се докази, значи да ми кажуваат работи кои што особата на која што доаѓа кај мене за помош, која што сака да комуницира со низините сакања од другата страна, кога ќе ми даде доказ, самата душа која ќе ми даде доказ за работи кои што јас не би ги знаел, за работи кои што се лични, персонални за особата, со цел да го потврди присуството дека тие се уште со неа. Например, дали таа имала свадба во овој момент, дали планирала за некаква свадба или пронашла нешто без разлика што иде. Значи работи кои што се одвиваат во животот на особата, кои што не би ги знаел никој, јас работам на тој начин. Работам, значи јас пред се комуницирам преку слики и символи, значи обично комуницират преку слики, символи и визии. Многу често се случува да слушам. Работам преку слух, исто така преку осеќај. Значи јас го чувствувам нивното присуство, чувствувам на кој начин починали истото. Значи јас како медиум, сертифициран медиум, веќе работам 12 години, инаку оваа дарба ми е од мои 4 години, каде што почна полека да се развива. Значи имате различни медиуми, зависно па ќе кажам до самите дарби колку ви се развиени и што всушност можете да правите. Еве на кај мене на пример, значи како што реков, комуницирам преку слики и визии, значи работи баш буквално визуелно ми ги покажуваат, слушам работи што треба да слушам, значи пораки што треба да се кажат, осеќам работи, осеќам поврзаноста која што имале со особата, и осеќам нивната енергија, начинот на кој што починале и така натаму и така натаму. Така. Сега со оглед на тоа дека рековме дека душите не се мртви, јас се извинувам за мојата јазична грешка во тој контекст, значи она што мене ме интересира, значи дали душите по физичката смрт на личност остануваат таму во тој некој друг свет или постои она што се нарекува реинкарнација? Да, значи вака. Морам да објаснам пред се духот како духот пред се што е. Значи духот е всушност форма, односно духот нема форма, е една енергија, замислете како бела топка, како една светлина, значи сите души се составени од чиста светлина. Нема душа која што е лоша, лошите аспекти на човекот се човечни работи и се работи кои што се стекнуваат во текот на животот, значи немаме лоши души и таква работа, тоа го карактеризира начинот на кој што човекот се понаша додека е жив. Таа една душа има повеќе аспекти, односно таа една душа може да се распредели во повеќе аспекти, каде што зборуваме за минати животи и така натаму и така натаму. Кога човекот починува, што се случува? Пред се неговото тело изумира, но душата кога преминува во духовниот свет, ќе ви објаснам после духовниот свет каде се наоѓа што е тоа. Кога преминува во духовниот свет, морално е да сите емоции, сите чувства кои што таа особа која што веќе починала се избришат кај неа, зашто бидејќи доколку не би се избришале, таа ќе остане на земјава, значи повторно со нас и би била нешто што се нарекува залутана душа. Кога преминуваат во духовниот свет, а духовниот свет е баш буквално овде. Значи духовниот свет не е на небото, не е под земјата, духовниот свет е баш овде. Значи паралелно со светот на живите, ајде така да го наречам, светот на материјата. Е всушност духовниот свет. Зошто? Многу често се случува, мислам не многу често, тоа е една работа која што можеби некој не може да си објасни, но доколку духовниот свет бил на небото, на земјата или на крајот на светот или не знам било каде, тогаш не би имале духовни активности, односно не би имале овие паранормални активности кои што се случуваат, се случувале, се случуваат и ќе се случуваат. Например, доколку не знам, духовниот свет бил на небото,
нема да на некој домот нема да се случува да не знам, се отвараат врати и се гасат и палат ламби, или пак доколку духовниот свет би бил под земјата или на небото или не знам би бил каде. Нема тие души кои што доаѓаат кај медиумите за да пренесат порака, не би знаеле што се случува со нивните сакани. Значи не би можеле да дадат докази, односно не би можеле да дадат да кажат работи кои што се случуваат во животот на нивните сакани и обратно. Значи духовниот свет е баш тука, само што духовниот свет е на повисока вибрација, каде што да речем ние смртниците не можеме да допреме. Зошто не можеме? Бидејќи ние сме програмирани дека ние тие работи ги замислуваме, дека тоа се глупости, дека тоа не постои, било што, значи ние од мали нозе веќе сме, да речам, баш буквално деблокирани, односно нашата поврзаност со духовниот свет уште од мали нозе е пресечена. Зошто? Ради тоа што на тој начин не учеле. Духовниот свет, пак ќе кажеме, баш тука, само што да речем луѓето кои што се духовно развиени, луѓето кои што се развиваат духовно и слично, веќе полека креваат нивната вибрација која што доаѓа негде прилично близко до духовниот свет, каде што духовниот свет пак треба да намали малце нивната енергија за да дојде во еден перфектен баланс, односно во една перфектна поврзаност каде што се оствара таа комуникација. Значи пред се како започнува сеансата секогаш мора да започне со љубов, мир и спокој, односно треба да започне со повикување на светлина, повикување на позитивна енергија за да можеме да дигнеме нашата енергија малку, да може пак духовниот свет малку нивната да спушти за да дојдеме во еден контакт, односно да можеме да дојдеме до една комуникација за да се оствари таа комуникација. Доколку ние сме тажни, депресивни, доколку имаме бес, гнев и сме така наречени лоши луѓе, било што ние не можеме да се поврзаме со духовниот свет, бидејќи духовниот свет е многу висока вибрација и баш буквално како што реков, душите се остварени, односно сите сме ние создадени од светлина. Значи, за да се поврземе ние со таа светлина, мораме ние да генерираме истата. Значи, како велат народски, тоа што правиш, тоа привлекува. Значи, јас ако ширам позитивна енергија, ако во моментов сум исполнет со љубов, мир и спокој, значи јас тоа го привлекувам и повлекувам такви души. Ако јас сум исполнет со негативна енергија и пробам да остварам контакт, мене или нема да ми успее воопшто, значи ја воопшто нема да добијам никаков повратен одговор и никаква порака, може само да направам лошо, односно можам да привлечам некои негативни ентитети од другата страна кои што би можеле нели да бидат фатални по мене и по сите кои што живеат во вашата околина. Сега, околу делот за реинкарнација. Се реинкарнираат душите или остануваат после животот трајното? Вака, значи, како што реков, душата се разгранува во различни аспекти. Значи, вие во моментот можете да бидете живи, да живеете, односно да имате дел од вашата душа да живее друг живот. Тоа замислете го како еден портокал кој што е разделен во повеќе делови. Значи портокалот колку и да го вадите, значи тие делчиња колку и да ги вадите, доколку ги споите повторно станува портокалот цел. Значи истото и тоа, дали реинкарнација постои, да. За колку време се одвива истото, не би можеле да кажеме време, бидејќи во духовниот свет нема време, нема место. Значи тоа е едно тоа е астралниот свет баш буквално. Значи они немаат време, не можеме да кажеме за 2 години, за 3 години, за 5 години. Оној дел кој што ние си го памтиме, кој што бил со нашите сакани, тој дел од таа душа останува во духовниот свет. Значи тие можат веќе да се реинкарнираат во ново тело. Но тој дел по кој што ние го памтиме останува во духовниот свет и тој дел од таа енергија кој што повторно ќе кажам, не знам, вашата мајка, тетка, баба и било што тој се уште дел ве чека во духовниот свет. За време на вашето починување, тој дел од таа енергија вас ве пречекува, односно ви го отвара патот и всушност вие се спојувате со тој дел. Затоа се нарекува секој од нас после кога ќе ги заврши тие реинкарнации, односно секоја душа мора да помине неколку нивоа додека достигне до онаа комплетната цел, односно додека ги помине сите тие граници. Кога ќе ги помине сите граници, кога ќе ги помине сите тие реинкарнации, можеме да кажеме дека таа душа е стара душа, односно дека таа душа веќе нема да се реинкарнира, односно ќе остане во духовниот свет, ќе стане
така наречен ангел чувар, односно духовен водич кој што ќе помага на другите луѓе, бидејќи таа душа ќе има доста искуства, ќе помине доста, ќе знае доста и ќе знае дека всушност се што треба да прави е да го носи човештвото во подобра насока. Затоа кога веќе душата ќе ги заврши сите тие реинкарнации, тогаш можеме да кажеме дека тој портокал повторно ќе се соедини, односно сите аспекти од сите животи што таа душа ги минала се соединуваат во едно и можеме да кажеме дека таа душа веќе ги поминала сите тие така наречени левели, останува и веќе продолжува, односно понатаму дали ќе биде духовен водич, дали ќе се врати повторно на земјата во некоја нова реинкарнација и слично. Значи тоа е нешто што не би можел да го одговорам, бидејќи нема, пак ќе кажам, нема време и не можеме нели да кажеме временски за колку време би било истото. Концептот време не постои таму. Да. Бидејќи го спомна моментот дека стара душа потоа се претвора во свој виден ангел чувар, а претходно испомна дека кога се има негативни чувства може да се привлече негативно влијание од духовниот свет и обратно кога сме позитивни се привлекува позитивно. Малку веројатно ова е поедноставување, ама за гледачите е интересно, значи ангели и демони, значи позитивни и негативни сили од духовниот свет постојат, не постојат, каква е нивната задача, функција и кога се манифестираат и каков е твојот пристап кон нив ако одговорот е потврден дека постојат. Да. Вака како терминологија ангели, демони, пред се тоа е христијански концепт и јас не верувам во тој концепт. Тоа е прво. Второ, дали постојат негативни, односно темни ентитети и светли ентитети, секако дека постојат. Сакам да обрнам внимание на тие темни ентитети. Многу луѓе мислат дека тоа се некои демонски сили, дека нешто можат да ни направат, дека можат нешто лошо да ни направат и било што можат да ни направат доколку им покажеме страф. Тие негативни ентитети зошто се преце мрачни, зошто се темни? Тие негативни ентитети се баш буквално полни со омраза. Тие ентитети се баш буквално кај нив омразата, бесот, темнината е таа што ги обземала на некој начин и затоа се тие темни. Кога се соочуваме со нив, јас бидејќи веќе во последниве 5 години имам и мои курсови кои што ги одржувам за медиумство и пристапот према духовниот свет и сите тие работи. Ова е на тема која што доста често ја објаснувам. Значи, тие негативни ентитети се всушност, ајде да кажам, едно зајаче кое што е маскирано во едно чудовиште. Бидејќи доколку навлеземе длабоко во нив, можеме да сватиме, тоа е исто како луѓето. Можеби некој човек ќе го видите дека е бесен, дека е гневен, дека е лош, дека е не знам како што, но на крајот на денот е сепак човек. На крајот на денот сепак има срце и можеби тоа што работите кои што таа особа ги прави, можеби се негативни, да, но длабоко во неа се уште има љубов. Истото е и со тие негативни ентитети. Значи ние према тие ентитети ако пристапиме со страв, ако пристапиме со нашата негативна енергија, значи тие негативни ентитети ги баш буквално доаѓаат во нашиот живот бидејќи ние ги привлекуваме. Ако ние константно вибрираме на високо ниво, ако ние константно сме, затоа се прават тие медитации, значи за да можеме да подигнеме нашата енергија. Ако ние пристапиме во контакт со нив, значи грешката е кај нас. Значи ние сме ги повикали, односно таа енергија што оние имаат се пронашле со нашата енергија, бидејќи ние сме бесни, сме лути, сме нервозни, сме лоши, без разлика што и да е, тоа нив ги привлекува. Затоа велат лошото привлекува, добро привлекува. Значи доколку се случуваат некои лоши работи во вашиот живот, доколку ве мачат такви негативни ентитети, запрашајте се зошто е тоа така. Значи, тие не се криви, не идат од нигде никаде да дојдат и да ви направат нешто. Значи, јас како медиум 12 години, јас можам да ви кажам искрено дека јас никогаш не сум се соочил со нив, нити сум имал некогаш проблем со нив и затоа можам да кажам со гаранција дека тоа е како резултат на тоа што јас секојдневно правам духовни чистења, односно секојдневно пробувам да држам мојата енергија на многу високо ниво, и со цел да бидам константно поврзан со тие позитивни енергии. Сега,
и затоа не би ги нарекол демони или не би им дал некои такви мрачни, некои такви страшни титули, бидејќи навистина не се нешто такво како што ги објаснуваат, значи напротив се баш буквално обични мрачни ентитети кои што живеат во темнината, кои што се отфрлени од се, кои што немаат едноставно немаат ништо, немаат свое и затоа одат да наштетуваат на другите луѓе. Но пак ќе кажам, доколку привлекувате такви, морате да се запрашате што е проблемот, значи проблемот е кај вас, не е кај нив. Значи вашите емоции, односно вашата енергија, вашата вибрација ги привлекла истите. Од друга страна, светлите ентитети, односно позитивната енергија која што е всушност сите души во духовниот свет, значи нема некоја душа која што е мрачна, која што, бидејќи таа е едно од прашањата која што доста ми ги поставуваат, дали има некој човек кој што е починат, кој што е бил, например, лош додека бил жив, дали тој се уште е лош на другата страна? Не. Зошто? Бидејќи тој го преживува истото, односно на самиот кога настапува смртта, сите болки кои што ги нанел на луѓето, сите лоши работи кои што ги направи, значи он мора да ги преживее истите, односно мора да помине низ истите и на некој начин сваќа дека тоа што го правел не било добро и затоа он учи од неговите грешки. Затоа кога ќе премине на другата страна, бидејќи другата страна е светлина и позитивна енергија, не може да биде лош, не може да ги има тие карактеристики, бидејќи тие карактеристики се човечки. Позитивните енергии, односно позитивните духови на другата страна се тие кои што се нашите духовни водечи, медиумски кажано, духовно кажано. Ангелите чувари е христијански концепт наречен, односно даден за нашите духовни чувари. Духовните чувари се всушност наши чувари кои што се од нашето само раѓање, кои што не пропратуваат низ целиот живот, кои што се со нас, кои што ни помагаат за одредени работи. Дали ќе ги наречете ангели чувари, дали ќе ги наречете духовни водичи, дали ќе ги наречете духови помагачи, таа и нема врска, значи станува збор за едно исто. Дали постојат? Да, постојат. Дали секако што луѓето ги објаснуваат, значи тоа е мое верување, тоа е нешто што јас сум го искусил и кој што сум го поминал нели како медиум, така да јас не верувам во ангели, демони како христијански концепт, туку како повеќе ги гледам од духовен аспект. Така е, сега последна тема со која што би сакал да го заокружиме овој наш разговор сега, пред да се одјавиме, е она што ти го имаш како твоја духовна пракса, а тоа е работата со ова. За гледачите, тарот шпил, јас кај мене го имам марсејскиот шпил. Значи, накратко нешто за таротот, кој шпил најмногу го практикуваш и со која голема аркана се поистоветуваш ти лично како личност? Да, значи пред се кога зборуваме за таротот е една од моите, да речам, баш буквално страсти и со таротот започнав прво да ги развивам моите дарби и таротот навистина многу добро и навистина забавно. Сега таротот, кога зборуваме за таротот, има повеќе, да речам, видови на тарот, значи од кои што ги имаме оние генералните тарот со 78 карти, ги имаме оние ромските, односно влашки, така наречени карти за гатање, значи тие се карти кои што ги има од прилика 33, значи овие се други, односно 36 се извинувам, овие се други, исто така се нешто слично како таротот, но не се баш буквално како, да речам, јасни и прецизни како таротот. Таротот како тарот, искрена алатка, јас ги гледам таротот дека повеќе алатка за комуникација со духовниот свет, значи пред се енергијата, односно доколку некој не е надарен, доколку некој нема дарба да работи со духовниот свет, значи без разлика какви карти да користи, не е само значењето од картата да го кажете, туку пред се мора да имате на широка представа пред се со кого комуницирате, зошто употребувате тарот и со која цел употребувате тарот. Затоа многу е битно да пред се знаеме дека имаме, значи таротот веќе спаѓа во сферата на гледање, протолкување, видовитост и слично. Значи да си видовит и да си медиум се два различни термини. Видовитите луѓе работат со алатки. Значи некој кој што е видовит мора да има алатка. Дали е тоа тарот шпил, дали е тоа кристална топка, дали е тоа
руни, дали е тоа висок или било што, значи гледачите, видовитите, како сакате да наречете ги, имаат односно работат преку некоја алатка. И работат со цел да значи можат да видат само она што се случува на земјата, односно минато, сегашно, идно. Одредени енергии кои што се околу особата и ништо повеќе. Медиумот од друга страна е всушност особа која што канализира, односно која што ги пренесува пораките од духовниот свет. Значи медиумот работи директно со духовниот свет. Значи ние како медиуми, јас не би се ставил во категоријата на гледач и слично, значи тоа е нешто друго, не би се ставил во таа категорија. Јас си кажувам отворено, јас сум медиум, значи не сум гледач. Медиумите од друга страна, ние работиме директно со духовниот свет, нас не ни треба алатки, значи јас можам да бидам баш буквално во маркет, обично моите пријатели кога баш буквално, без разлика дали ќе седнеме негде, знам дека ќе се пронајдат во ова, значи баш буквално можам да бидам во маркет, можам да бидам во продавница, можам да бидам во бутик, можам да бидам на автобуска, на железничка. Ако треба да пренесам порака на некого, ако треба некој да слушне порака од неговиот сакан, јас морам да го направам во тој момент. Значи, и обично се шалиме секогаш со тоа дека секогаш ми велат дека човек не со тебе да излезе некаде, бидејќи се случува секогаш, излегуваме заедно, испаѓа дека јас треба да пренесам пораки на полно луѓе. Значи нас не ни треба алатка, се што треба е всушност да едноставно ги приметиме дека се тука и едноставно да оствариме комуникација. Додека пак таротот, како што реков, е за оние кои што се бават со видовитост, значи таротот е многу добра алатка и баш би посоветував сите оние кои што се интуитивни, кои што сакаат да развијат интуицијата, таротот е за вас буквално. Со таротот може, па ќе кажам, таротот е многу добра за предвидување на иднината, сегашноста, минатото, за утврдување на работи кои што се скриени, значи баш буквално кај таротот нема лага. Таротот гледате и се што е скриено и се што е нескриено, значи баш буквално јас стално велам дека у таротот можете да видите кој кого изневерува, колку изневерува, од кого изневерува, што се случува, значи баш буквално сите енергии кои што се одвиваат околу истите можете да ги дознаете преку таротот. Треба многу работа, треба знаење, начинот на кој што јас работам со таротот, значи да јас без разлика што сум медиум работам и со таротот. Начинот на кој што јас работам со таротот е баш буквално преку интуитивно, значи јас не ги интерпретирам само бидејќи секоја карта има значење, секоја карта си има своја слика, свое име и свое значење. Мојот начин, односно мојот пристап према таротот е друг, односно јас таротот ги протумачувам преку оно што го осеќам дека е соодветно на особата. Значи јас можеби ги имам картите пред мене наредено, отворено за особата, но јас го кажам оно што го гледам како визија, бидејќи пак ќе кажам мене не ми треба алатка, овие карти ми се влашки карти, значи овие се влашки карти за гатање, бидејќи навистина си ги сакам моите власи и си ги поштувам. Не ми треба карти и верувам и на никого не му треба карти, бидејќи моќта е во секој од нас. Значи ако немате дарба, пак ќе кажам, џабе ви се картите, не правите ништо. Моќта доаѓа од вас, интуицијата доаѓа од вас, се што правите со таротот е всушност наоѓате начин како да извадите таа енергија од вас и всушност да ја во форма на збор, заедно протолкувана со сликата и значењето на таротот, да ја пренесете таа порака, односно да видите тоа што се случува во минато, сегашно или идно време. Така, Мартин, контакти како и секогаш со тебе за оние што се заинтересирани за овие теми и за конкретни работи преку твојот Facebook профил, претпоставам преку страницата Лилма, така? Да, и сега од пред, да речам, добри 3-4 месеца може да ме контактираат и на мојата друга страна, Мартин да Медиум, таа е нова страна која што беше повод од многу мои клиенти, бидејќи јас не работам како медиум само во Македонија, од кога добив сертификат, значи јас работам низ целата земјина топка, сум сертифициран медиум, значи може, бидејќи работам со, пак ќе кажам, низ цела земјина топка, значи работам преку онлайн, во живо, било каде, така да може да ме запратат на таа страна или како што рековте на мојот профил. Така, Мартин, ти благодарам за ово исцрпно интервју.
Се надевам дека твојата работа има успех и дека преку ова интервју уште повеќе луѓе ќе те запознаат. Благодарам за одвоеното време и Ти благодарам и тебе за твојата покана. Се надам дека разјаснивме некои работи, доколку има нешто нејасно, можеме повторно да направиме во следна прилика. Нели, благодарам на сите што бевте еве дел од каналот на мојот пријател и се надевам дека повеќето од работите станаа јасни. Секој добро, чао. Секој добро, чао, чао.